Владата ги поддржува донациите кои доаѓаат преку различни платформи за семејствата на повредените од пожарот во Кочани, но сите се финансиски покриени од медицински и логистички аспект, потенцира министерот за надворешни работи Муцунски. Тој лично разговарал со дел од блиските на повредените, за кои поединечно преку социјалните мрежи и понатаму се испраќаат апели за донации, но уверува дека и тие се обезбедени и без никаков трошок. Во одредени случаи дури јас видов некои информации на социјални медиуми, со неколку семејства кога ги видов тие информации и лично контактирав, се јавив да видам дали има некоја недоследност, дали има некој проблем, се утврди дека тие биле и сместени и соодветно транспортирани, за некои ситни логистички работи се доусогласивме и затоа сметам дека во моментот имаме целосна координација со семејствата. Има одлични иницијативи како на Support Кочани, на eCrowd и сето тоа што го гледаме она гресоруц иницијативи од страна на граѓаните. И наше како влада е да поддржиме секој процес на хуманост, но истовремено јавноста да ја информираме дека во врска со медицинските и логистичките трошоци државата стои позади овие пациенти и позади овие семејства. Додека трае лекувањето на повредените, од владата уверуваат дека прават се за во иднина да се спречат вакви трагедии. По дискотеките, од денеска на терен инспекторите на ДПИ ги проверуваат и рестораните за свадби и големи собири. 5 инспекциски екипи се активно на терен и вршат проверки на објектите кои што се наменати за прослави и големи собири, како што веќе и најавивме. Овие инспекции се фокусирани на проверка дали објектите ги исполнуваат минимално техничките услови кои што ги бара законот. Во наредните денови очекуваме нов извештај од оваа контрола кој ќе даде појасна слика за нивоата на усогласеност и сите неопходни корективни мерки кои што ќе треба да се превземат. Во меѓувреме се кројат и законски измени за угостителство. Од надлежното Министерство за економија вела дека откако на виделина излегоа голем број на пропусти, ќе има заострување на условите, вклучително и тоа дека угостителите за да добијат лиценца, ќе мора претходно да добијат зелено светло од посебно тело составено од неколку институции.